Темелите на нашите знаења и на нашите практични вештини започнуваат токму во овој кабинет, кабинетот по предметот нега на болен, каде што нашата практична настава се одвива во втора година. Додека пак во трета и во четврта година, нашите вештини се доусовршуваат по болничките одделенија на јавната здравствена установа Борка Талевски прилеп со проширена дејност. Таму ние се соочуваме со реалноста на нашата професија, односно таму ги припремаме пациентите за различни медицински манипулации, присуствуваме при истите, припремаме и делиме терапија, земаме диагностички материјали и учествуваме во разни активности кои што се во склоп на нашата струка. Исто така, како еден од најважните манири на нашата струка и професија е тоа што спроведуваме здравствено-воспитна дејност. Да се биде медицинска сестра е една професија каде што е потребна голема одговорност, посветеност и пред се љубов. Исто така, доста важна е и континуираната едукација, која што во нашето училиште е возможена од страна на тимот на професори, доктори по општа медицина и наставници, стручни наставници, кои постојано секојдневно несебично се трудат да го надоградуваме нашето знаење со цел еден ден да станеме и медицински сестри и доктори. Во текот на нашето 4-годишно образование се стекнуваме со знаење од општо образовните и стручните предмети. Посебен акцент се става и на практичната настава, каде што стекнуваме практични вештини. Најпрво една година во кабинетот во нашето училиште и 2 години на болничките одделенија, каде што ги учиме основните задачи, обврски и должности на една медицинска сестра. Профилот физиотерапевски техничар е дел од секторот за здравство и социјална заштита. Низ 4-годишното образование учениците се стекнуваат со најразлични знаења од физикалната терапија, рехабилитацијата и кинезитерапијата. Практичната настава ја обавуваме во просториите на јавната здравствена установа Борка Талевски прилеп, соодветно просториите на одделот за физикална терапија и рехабилитација. Исто така ја обавуваме нашата практична настава и во кабинетски услови. Во одделот за физикална терапија и рехабилитација, ние учениците се соочуваме со разни состојби, трауми и болести, кои што соодветно ги третираме и аплицираме најразлични терапии, како и физикални агенции. Во наредната учебна 2023-2024 година, во профилот физиотерапевски техничар ќе се запишат 34 ученици во една паралелка со минимум 70 поени. Профилот фармацевски техничар е дел за вседната струка и во нашето училиште се изучува повеќе години. Во текот на 4-годишното образование, ние, учениците, се стекнуваме со потребните знаења од областа на фармацевската хемија, фармацевската технологија, фармакогнозијата, како и аплекарското работење и генериката на лековите. Практичната настава започнува од втора година и се изведува во училиштната лабораторија, а веќе од трета година започнуваме и со практична настава кај работодавач во аптека. Со ова ги прошируваме нашите знаења и вештини и со тоа стануваме поквалитетен кадар. Во следната учебна година во овој смер ќе се запишат 34 ученика, а минималниот потребен број на поени е 70. Се наоѓаме во кабинетот по практична настава. Тука учениците од профилот техничар за козметичка нега и убавина ја изведуваат практичната настава. Добар дел, односно поголем дел од практичната настава ја изведуваат и кај работодавачи, меѓутоа голем број од постапките ги изучуваат и тука во нашето училиште. Се одлучив да бидам ученик во едно од најдобрите средни училишта, бидејќи сум заинтересирана за струката која што се уште ја изучувам. Се повеќе добивав инспирација да цртам, да учам нови техники за шминка, но во сето тоа нема да успееме без нашите професори. Тие се тука за нас да не научат нешто повеќе и да ни овозможат да излеземе од училиштето како стручњаци во нашата професија. Практична настава одржуваме во училиштето и во козметички салони. Таму имаме можност да гледаме и да изведуваме различни козметички третмани, шминка, депилација, ногти и слично.
Доколку се уште се двоумите и немате одлучено каде да го продолжите своето образование, ние ви препорачуваме да го изберете нашето училиште. Мојот образовен профил е техничар за козметичка нега и убавина, кој во денешно време е многу актуелен. По завршување на нашето средно училиште ние имаме два избори. Едниот избор ние е продолжување на факултет како студент, а другиот избор ние е отварање на сопствен бизнис. Жените во денешно време се свесни за нивната убавина и водат грижа за неа, па затоа сме ние тука да му помогнеме нив. Ние спаѓаме во струката лични услуги профил фризер. Во текот на нашето образование учиме општо образовни и стручни предмети. Во стручни предмети ни спаѓаат фризерство, материјали во фризерството и естетика. Практичниот дел го извршуваме во училишниот фризерски салон, каде што ни започнува во прва година. Во прва година одржуваме еднаш во неделата пракса, а додека во втора и во трета практичната настава ја одржуваме 2 пати во неделата. Исто така во лето имаме 20 дена реална пракса која што ја изучуваме и која што треба да ја изучуваме во современи фризерски салони. Преку Erasmus Plus, која што ни помага со изведба на други фризерски салони и изучување на потребните работи надвор од нашата држава. На часовите по практична настава ги усовршуваме практичните вештини, подстрижување, финирање, миење на косата, одржување на скалпот и негување косата, фенирање. Нашите потреби ги изучуваме и ги изработуваме низ забава. За упис во нашата струка потребни се 30 поени и паралелка која што ќе содржи 34 ученици. За да се биде техничар за моделирање или изработка на облека, значи да си способен и надарен. Значи дека можеш да одбориш да работиш самостојно или во компанија. Идните работни места во текстилната индустрија се во компјутерството, автоматизацијата, што се хуманизира работата на човекот. Со нашите ангажмани ние се обидуваме да го подигнеме имиџот на ова професија, да ги разбиеме предрасудите на неатрактивноста на ова струка. Облеката е основна потреба на човекот, па затоа е вечен предизвик за трага, создавање и покажување на нешто ново. Па затоа ги повикувам сите 9 одделенци да се запишат во ова струка, затоа што има многу креативни работи, модни реви и така натаму. И од мене исто така една порака и честитка до 9 одделенците да се запишат во оваа струка, бидејќи многу е креативна, атрактивна. Секоја година имаме модни реви. Сите можат да се запознаат со нови искуства, со нови доживувања. Јас веднина се гледам како моден дизајнер и ги поканувам сите исто така пак 9 одделенците да дојдат да се запишат во оваа струка, да доживеат нови сознања и така. Ја одбрав ова професија бидејќи е многу интересна, креативна при уредување на нашите домови и гледам светла иднина во ова професија. Ве поканувам да се запишете кај нас и да видите дел од нашиот тим техничари за обработка на дрво. Зашто би се запишале во геолошко-рударската струка? Затоа што има широк спектар на работи, почнувајќи од канцелариска работа, цртање, теренска работа, вработување имаме во секој момент и иднината на секоја држава е во рударството, бидејќи без рударство ни една гранка од индустријата на една држава не може да се развива или да обстои. Значи имаме тука од цртање на терени, испитување на теренот, испитување на подземни води, помагаме при изградба на патишта, тунели, мостови, брани, значи со експлоатација на минерални суровини. Тоа е многу голем или широк спектар на работи со кои што би се занимавале.
Имаме геолошко-рударски факултет во кој што би продолжили натаму, каде што би се остручували, потесно насочувале за некоја дејност во која што би напредувале. Значи не е рударството како порано што било, акотрпна работа, значи колку што е развиена информатиката во другите дејности, најмногу е во рударството. Значи сите работи се механизирани и управувањето со сите операции во рударството сега се автоматизирани, значи без контакт на човек. Значи тешката физичка работа е минато.